Дезинформациите и пропагандата се дел од дејствувањето на антизападните ентитети во и надвор од земјата. Како ја оценувате ситуацијата во овој контекст? На кој начин дезинформацијските кампањи и малигното влијание од илибералните центри на моќта во странство, прв ред Кремљ, влијаат врз евроинтеграцијските процеси на Северна Македонија? Ситуацијата може и треба да се оцени како сложена, бидејќи борбата со дезинформациите и со говорот на омраза како најмалигни појави во борбата за демократско општество е постојана и секојдневна. Значи, таа не се случува ниту еден ден, ниту еден месец. Таа е постојана и секојдневна, согласно случувањата и во светот и во државата. Ние како Северна Македонија, како една од поновите членки на НАТО и како држава кандидатка за членство во Европската Унија сме постојана мета на малигните напади на дезинформациите, говорот на омраза, национализмот и се она што има за цел да ја наруши довербата на граѓаните во Европската Унија како идеја и како концепт, да ја подкопа вербата на граѓаните во демократијата како идеологија и како систем и да ја зголеми недовербата на граѓаните генерално кон системот. Ние не смееме да заборавиме дека колку време беше нашава држава мета на дезинформативни напади поврзани со безбедноста на училиштата, например. Не смееме да заборавиме колку време бевме под жестока малигна кампања, мотивирана и инициирана од Кремљ, одиграна од домашните политички играчи поврзани со идеологијата на Кремљ, поврзана со францускиот предлог, каде што со месеци се лажеш и од страна на левица и од страна на ВМРО ДПМН, како и докажани коалициони партнери, дека тоа е предлог кој што ќе го збрише нашиот идентитет, ќе го загрози нашиот идентитет. Имаше јавни судења на владини високи функционери, имаше една жестока пропаганда дека нашиот јазик ќе исчезне и така натаму. Сите тие со тек на време пукаат како меур од сапуница. Меѓутоа прават огромна штета. И затоа треба да ги препознаваме на време и да се занимаваме со нив и институционално и политички, што мислам дека е важно, подеднакво важно, бидејќи институционалното справување со дезинформациите и со говорот на омраза е една работа и е многу важно за секој граѓанин, но исто така е важно за секој граѓанин политички да се справиме и спротивставиме на концептот на дезинформации и на говор на омраза, затоа што антидемократските и антизападните политички сили не се воздржуваат од тоа да ги користат и говорот на омраза и дезинформациите како свое политичко средство. Токму заради тоа и се соочуваме со, не само заради тоа, меѓутоа тоа е дел од приказната, со пад на поддршката на членството во Европската Унија, меѓутоа тоа се облажува и полека се враќаме на вистинските патеки. Тоа е директен производ на дезинформациите и на лажните вести. И на крајот само во овој дел ќе кажам, кризните години и кризните подрачја се многу погодно тло за ширење на дезинформации и на говор на омраза. Да не забораваме дека ние во изминатите 3 години имавме кризи една за друга, кои што оставија енормни последици и на општеството, и на граѓаните, и на јавните политики, и на институциите. Сакате ковид кризата, да се сетиме со вакцините какви дезинформации имавме и генерално околу ковид пандемијата и околу самата болест. Руската агресија врз Украина исто така беше производ на тие извор на дезинформации кои што до ден денес ги користат проруските политички фигури, проруските медиуми кај нас и економската криза и енергетската криза кои произлегуваат од руската агресија врз Украина. Така што во овие кризни години сме се соочиле со навистина сериозни напади во оваа смисла. Имаме направено многу, но не е доволно. Секако дека можеме да направиме многу повеќе и треба да направиме доколку сакаме да го задржиме концептот на мултиетничко, демократско и проевропско општество.
Во еден дел одговоривте на прашањата, меѓутоа секако важно е да знаеме каков вид на поддршка добиваме како држава, како земја, како општество од пријателските држави, од партнерските држави и се разбира од меѓународните сојузи или блокови. Во прв ред НАТО, меѓутоа и ЕУ и другите. Тоа е глобална битка и затоа е нормално и логично да имаме и помош, но пред се треба да се базираме на иницијативата на нашите институции. Знаеме дека има добар сајбер тим во Министерството за внатрешни работи, има добра екипа и во другите институции во владата кои што работеа на ова многу долго за да воспоставиме некаков внатрешен систем, наш систем на борба против овие, на препознавање и на борба со појавите на дезинформации и на говор на омраза. И затоа мислам дека е тоа клучно да се напомене. Имаме и наша стратегија која што треба да ја потенцираме, стратегија за борба со хибридните закани, која што е за период 21-25 и таа се спроведува со одредена динамика и акцијски план. Но исто така, како членка на НАТО сме дел од системите на НАТО за заштита и од оние делови за стратешка комуникација на НАТО, и тоа многу ни значи. А во извештајот на Европската комисија е наведено дека правиме значителни напори во оваа област и нормално дека има уште многу што да се направи. Најважно е во конкретните ситуации, кога се соочуваме со такви напади, како што ги спомнав, случаите со повеќе месечните дојави дека има бомби низ училиштата, се справивме успешно со тоа, иако не беше едноставно. Со сите оние серија на дезинформации за францускиот предлог, серија дезинформации за околу војната, односно руската агресија врз Украина, серија дезинформации за ковид и вакцините, напади на конкретни институции кои што имаат голем број на податоци од граѓаните, сето сајбер напади врз институциите, заробување на дел од тие податоци, сето тоа се справуваме со заеднички напори на нашите НАТО партнери, на нашите партнери од Европската унија и затоа и сметаме дека е битно и во овој дел дека е многу битно да се задржи таа димензија на соработка, бидејќи ова е глобален проблем на сите демократски држави кои што веруваат во демократијата и се борат за демократијата, како што се државите членки на НАТО и државите членки на Европската унија. Националистичките наративи, чии пораз го гледаме веќе во овој период, особено во светлина на предизборието во кое влегуваме, се најчеста алатка која се употребува од дезинформацијските кампањи и другите облици на хибридни закани. Значи, националистичките наративи се една од алатките. Како со нив да се справи општеството? Зборувам за медиумите, за граѓанското општество, организациите на граѓанското општество и другите кои се соочуваат со овие наративи на дневна основа и кои се закануваат со подигање на тензиите во земјата, во општеството, меѓу заедниците. Што е потребно да се охрабрат за повеќе и посистематски да му пристапат на овој предизвик? Ова е многу важно прашање и мислам дека тука имаат улога и државните институции, и образовните институции, и граѓанските организации. Исто како што имаме секојдневни кампањи за чување на здравјето и проверување на здравјето, машко, женско, исто како што имаме секојдневни кампањи за од известни принципи, вредности, како што се спречување и казнување на насилство врз жените, или врз децата, како што се промоција на родовата рамноправност, како што е било која од овие вредности поврзани со демократијата, така подеднакво е важно секој граѓанин да му биде обрнето вниманието кон како да се одбрани од дезинформациите и од говорот на омраза и како да самиот да не учествува во тоа, бидејќи граѓаните секој ден се мета на напади од дезинформации, голем дел од нив и наседнуваат на тие дезинформации. Тоа е подеднакво опасно, како било која од другиве појави што ги споменав. Како родовата нееднаквост, како насилството, подеднакво се опасни овие работи.
да не се враќаме историски во последниве 10 години, какви одлуки се донесоа демократски држави и општества. Сакате Брекзит, сакате други примери, преку океанот може да дискутираме, но тоа се особено е за Брекзит, денеска се гледа дека некои од одлуките што ги носеле граѓаните тогаш биле донесени врз основа на неточни информации, полуинформации, дезинформации. Да. Затоа е важно, а тие одлуки носат последици. Носат последици и за граѓаните и за сите. И затоа е битно кон ова прашање да се настапи со подеднакво внимание и значење како и кон сите овие други прашања. И тука е улогата на граѓанското општество. И јас тука мислам дека треба и похрабро и поотворено да се кажуваат некои работи и да се означуваат лажните вести, дезинформациите и говорот на омраза, ако сакаме да заштитиме здравото ткиво на нашето демократско општество. Нашата земја, Северна Македонија, е скроена да биде успешен мултиетнички модел. Успешно мултиетничко општество. Затоа, така ќе дојам до национализмот. Затоа е битно тој модел да го браниме на соодветен начин, со вистински информации, со вистински активности и со политички концепти кои што го штитат тој модел. Национализмот е многу атрактивна идеја која што обично се користи во предизборието и национализмот е силна страна на слабите политички опции. Слабите политички опции кои што немаат што да понудат во денешно време, како на пример Левица и ВМРО ДПМН, мораат да прибегнат кон овие инструменти на дезинформации. Еве, ние имавме имаме ситуација каде што еден пратеник прикажува слика од некој друг настан и кажува како да е тој настан кај нас. Тоа е класична измама на јавноста. Со такви работи многу ќе се соочуваме. Целта на тие напади е да се замени безидејноста на тие политички опции, да се надополни со национализам, со емоции, со чувства. Нашите позитивни емоции, бидејќи јас сум сигурен дека секоја заедница, што живее во Северна Македонија, подеднакво си ја сака државата. Дека секој граѓанин што живее во Северна Македонија, подеднакво си ја сака државата. И дека сме должни и како држава, како влада и како граѓани да го браниме тој концепт. Затоа што, по моje мислење, тоа ќе биде и главната изборна дилема. Дали ќе се брани овој концепт или ќе се приклониме на празните концепти на национализмот кои што не нудат ништо друго освен несреќа, кавга, конфликт, а долгорочно служат само како изговор за неносење на тешките одлуки. Тешките одлуки мора да ги носиме заедно за тие да имаат ефект. Инаку, убеден сум дека национализмот заедно со пропагандната, дезинформативната пропаганда и со говорот на омраза се најтешките болести на демократијата. Особено во контекст на тоа доколку победи националистичкиот наратив во изборниот процес, што не очекува? Дали имаме шанси да влеземе во Европа како такви? Не имаме шанси да обстанеме како општество и држава доколку национализмот победи и доминира. Секогаш кога национализмот доминирал кај нас, ние сме биле под прашање како функционално општество и функционална држава. Затоа не смееме да дозволиме, не заради било која политичка опција. Знаете, има легитимни десничарски политички опции кои што не подразбираат национализам. Ние имаме низ Европа многу сериозни и легитимни демократски десничарски партии кои што имаат своја идеологија и која што ја промовираат и напредуваат во општествата без национализам. Да не заборавиме дека во Полска имаше една таква битка неодамна, каде што беше битка меѓу крајната десница и централната десница. Централната десница ја доби таа битка. Ние имаме и други, имаме сосема легитимни и добри политички опции, како што се ЦДУ во Германија. Сега да не ги набројувам сите. Меѓутоа,
самата припадност на десно од центарот не значи да се биде националист. Но кај нас ситуацијата е таква да немаме практично десен центар. Ние имаме радикална десница, која што е ВМРО ДПМН и левица, коалиција која што е обзнанета овие денови и концепт кој што се базира на страф, на насилство, на безперспективност, политичко насилство и безперспективност. Ако мислиме дека решението, да речеме, на одбивањето на амандмани на некој пратеник или пратеничка група е демолирање на собраниската сала, и ако тоа треба да ни биде политичкиот концепт, демократски, кој што треба да понуди иднина на младите и на оваа држава, јас мислам дека треба сериозно да се замислиме и да го осудиме тоа и да се бориме против тоа. Ние сме имале многу потешки кризи во оваа држава, па не сме се приклониле кон насилство, бидејќи насилството не може да биде легитимно политичко средство. Затоа мислам дека национализмот е секако дека ќе биде присутен во кампањата и веќе е присутен. И како што реков, според мене тоа е силен инструмент на слабите политички опции. Политичките опции кои што немаат што да понудат и кои што се кријат зад националистичката идеја, бидејќи немаат сила ниту храброст да им одговорат на сопствените гласачи како ќе ги решат проблемите. Како ќе ја решат нашата пречка кон Европската унија, која што денес може многу едноставно да ја завршиме. Нашата пречка денес е додавање на неколку заедници во Уставот по мерка по која што веќе имаме направено 2001 година. Зарем навистина заради тоа вреди да се блокира нашата иднина. И затоа јас сум го кажал и пак ќе кажам, нашата блокада кон неа има име и презиме, тоа е ВМРО ДПМН. И тоа треба да го повторуваме не заради ВМРО ДПМН, заради нас, затоа што целиот свет и цела Европа, за жал, смета дека сега ние сме на потек. Имаме предлог кој што ни го заштити јазикот и идентитетот. Имаме предлог кој што ни ги отвори преговорите. Ние веќе повеќе од година дена преговараме и сега сме во една точка кога треба или да продолжиме или да застанеме. ВМРО ДПМН во овој момент одлучува дека треба да застанеме. Јас мислам дека има сили и на десната страна од спектарот кои што го ја сваќаат оваа ситуација и кои што ќе треба во одреден момент да се охрабрат за да во интерес на државата конечно ги потврдиме нашите стратешки приоритети. А национализмот е најголем непријател на нашата стратешка определба за членство во Европската унија. Тука немам никакви дилеми, затоа што национализмот секогаш не дефокусира и од реформите, и од бројните обврски што произлегуваат од преговорите со ЕУ, и од реформирање на нашиот економски пазар, и од отварањето на пазарот за многу можности кои што до сега ги немало, и од користење на европски фондови кои што до сега не сме имале можност да ги користиме, и од се она што живот значи за секој наш граѓанин. И безбедноста и стабилноста на државата. Безбедноста и стабилноста секако. Значи, ние денес или можеби пред 5 години членството во НАТО не ни изгледало толку значајно. Но денес гледаме што значи да сте на безбедната страна на границата. Гледаме на какви страдања е изложена Украина. Гледаме дека држави како Финска и Шведска, високо развиени демократски држави кои што со векови држале политика на неутралност, денеска ја менуваат, ја преиспитуваат таа политика на неутралност и бараат членство во НАТО. А ние сме веќе таму. Тоа значи дека сме направиле вистински. Шведска направи уставни измени за и тоа концепцијски, во концепцијскиот дел навлезе во уставните измени цела една Шведска, зошто? За да влезе во тоа алијансата. значи Џабир дека ние дека државите кои што знаат што сакаат и се цврсто определени за исполнување на стратешките цели се подготвени на пожртвуваност. Дури и кога тоа не е едноставно. Замислете, сигурно не било едноставно и за Шведска. Јас сум бил повеќе пати таму, имам редовна комуникација со политичари од Шведска и знам дека не е едноставно, особено некои принципиелни работи да ги промените.
Но тие го направија затоа што навистина знаат што сакаат. Јас сум убеден дека мнозинството граѓани знаат што сакаат. Тоа е членство во Европската унија и трансформација на нашата држава во насока на она што како изгледаат денес европските развиени држави. Треба ли да ги даваме за пример Бугарија како изгледала пред 25 години, како изгледа денес, Романија, Хрватска и така натаму. Тоа се држави кои што се успешни приказни за успешна транзиција и кои денес успешно се справуваат со се, и со национализмот, и со корупцијата, и со дезинформациите. Штети има, но имаат и механизми за нивно решавање. Ние за тоа се бориме, да не дојде, да не останеме надвор од тој систем, да не дојдеме да се враќаме на некои приказни и концепти кои што ги закопавме во 90-тите или по 90-тите, да сега повторно се враќаме на тоа и да им нудиме на младите луѓе секој ден порција национализам, наместо да им нудиме порција на развој и иднина.